أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джал, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Откако возвишениот Аллах Азза ва Джал спомна нешто што им подготвил на своите непријатели, на оние несречни кои го негира него и ги негира неговите пратеници, што им подготви од казна, болка и маки, веднаш после тоа го сврти говорот кон описот на состојбата на неговите верници, на неговите пријатели, на оние сречни кои веруваат во Аллах Азза ва Джал, кои веруваат во неговите пратеници и кои својот иман го потврдија со дела. Кои своето верување го потврдија со дела. Па вели Аллах Азза ва Джал во 25-тиот ајет од ове возвишено суратул Бекара: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Велит Аллах Азза ва Джал: а израдувај ги тие што веруваат и што прават добри дела, дека ним им припаѓаат дженнетските градини под кои реки течат. Кога и да бидат снабдени од градините со некаков плод, велат: со ова и претходно бевме снабдени, а им беа давани само слични на нив. Во градините и во тие дженнети само чисти жени ке имаат и во нив вечно ке престојуваат. Велит Ибн Џерир ат-Табери рахимахуллах: ове е наредба од возвишениот Аллах Азза ва Джал до неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, да ја објави неговата радосна вест на оние што поверува во Аллах Азза ва Джал, во Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам и во се она што тој го донесе од својот Господар и кои го потврдија својот иман со чинење на добри дела. Ко прво, ове е на најголемата чест, а тие што бишарава или радоста идет од нашиот Господар субханаху ва таала. Возвишениот Аллах Азза ва Джал му наредби на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам да израдви на неговите верници. Па возвишениот Аллах Азза ва Джал во овој ајет ги опиша на верниците дека ќе бидат во дженнети под кои реки течат, односно под нивните дрвја и нивните палати. За кои реки, велит Месрук рахимахуллах, пренесувајќи од други табини, дека нивните реки течат без корита. Што се однесви на реките во дженнетот, течат на површината на земјата во дженнет и се движат онаму каде што ќе ги насочи човекот или жителот на дженнетот. За разлика на оваа дуња, на рекиве му требат корита, му требат канали, му требат пот низ кој течат, и тој пот не семенви. Овие тој канал кој го има на оваа дуња. Но во дженнетот не е така. Во дженнетот Аллах Азза ва Джалла ги имаат стварно рекиве да немаат потреба за канали. Туку се движат онаму ке што се движит инсанот или жителот на дженнетот, без да имат канали, без да имат потреба за теа. Велит алейхи салату ва салам во хадисот кој го преносит Ебу Хурейра ради Аллаху ан:
enharul jannati takhruju min tahti tilali au min tahti jibali misk. Велит алейхи салату вассалам, друга благодет што се однесува за овие реки, велит алейхи салату вассалам, реките на дженнетот извираат од подридови или од подпланини од мошус. Мошус е најубајот и највредниот мирис или еден од најдобрите и највредните мириси на ова земја, на дуњалуков. А реките на дженнетот извираат токму од подпланини од мошус. Го молиме на Аллах азза ва џелля да ни подари својата добрина и својата милост. Мошусот, браќа, овој вид на мирис на ахиретот не е како мирисот на ова дуња. Овој мошус на ова дуња се добива од елен, од животно од елен, од една жлезда што се појавува, која изгледат како топче. Се наоѓаат на најдолниот дел од незиниот стомак и од тука се вади тој мошус, кој е еден од највредните и најскопите мириси на ова земја. Овој опис покажува дека мошусот на дуњалукот имат свој извор, а теја е од жлезда од животно од елен, додека мошусот на ахирет не е така. Туку мошусот на ахирет е сосема различен, е совршен и далеку повозвишен, и тој е мирис што немој да се спореди со ништо на ова дуња. Други благодет е теја што овие реки во дженнет нема да бидат само од вода. Аллах азза ва џел не имат откриено и кажано дека во дженнетот ќе имат 4 видови на реки. Река од вода, река од млеко, реки од вино и реки од мед. Па велит Аллах азза ва џел: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. Примерот и описот на дженнетот кој им е ветен на богобојазливите. Во него течат големи реки од вода која не се менува. Првиот вид. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. И реки од млеко чиј вкус никогаш не се менува. وأنهار من خمر لذة للشاربين. И реки од вино пријатно за тие што ќе го пијат. وأنهار من عسل مصفى. И реки од процеден и прочистен мед. Велит Аллах азза ва џел во продолжение на овој курански ајет. После овие благодети 4 видови на реки велит: во него има, во тие дженнети, има разновидно овошје и прошка од нивниот господар. Ова е еден дел. Па велит Аллах азза ва џел: зарем овие жители на дженнетот кои живеат со овие благодети, зарем тие, секако оние што за секогаш ќе останат во џехенемскиот оган и на кои ќе им се дава врела вода што ќе им ги кине нивните црева. Ова ти е разлика во еден курански ајет. Овие се 4 извори, 4 видови на реки со кои ќе уживаат дженнетлиите во дженнет. За разлика од кој? За разлика од џехенемлиите, кои еден од нивните единствени пијалоци е врела вода што ќе ги кине нивните црева, олијазу билла. Велит Ибн ал-Кајим ал-Џаузија рахимахуллах за овие 4 видови на реки. Аллах азза ва џел ги спомна овие 4 вида на реки и ја отстрани од секоја од нив маната што ја има на ова дуња. Па маната на водата е тоа што може да стане бајата и да замириса поради седење или поради стоење. Ове го немат во дженнет. Во дженнет немат благодет со кој мој да се расипат во дженнет. Не постојат. Мана на млекото на ова дуња е тоа што се менува вкусот и станува кисело. Ако го остеш млеково, после се расипи, тоа стане кисело. Во дженнетот не се расипи воопшто. Маната на виното на ова дуња е тоа што е грчливо, лош вкус и опијан вид. Додека виното и реките од вино во дженнет се пријатни и сладки за пиење кој не опијан вид.
туку тие што го пиеат, уживаат во него. И маната на медот на ова дуња е тоа што често не е прочистен и содржи нечистоти за разлика од џеннет. Никогаш благодет во џеннет не прекинвит и не се расипвит. Ова од совршенството на џеннетот. Ове од аетите на Аллах Азза ва Џел, од аетите на нашиот Господар, да направи реки да течат од вакви видови на пијалоци и теа, без да имат потреба за корита или за канали, да бидат совршено чисти од свите мани што ја расипе нивната наслада. Ове е првиот дел од овој курански ает. Потоа вели Аллах Азза ва Џел: كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Кога и да бидат снабдени од градините со некаков плод, велат со овај претходно бевме снабдени. Ес-Судди рахимахуллах во својот тефсир, пренесувајќи од Ибн Аббас, Ибн Месуд ради Аллаху анху и од други група на асхаби, се пренесува дека рекле: кога во џеннет ке им се донесе плод, било каков плод, тие гледајки го ќе кажат: ова е истото што ни беше дадено и на дуњалукот. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Но Аллах Азза ва Џелле вели: а им беа давани само слични на нив. Велит Јахја ибн Еби Кесир: тревата во џеннет е од шафран. Исто на дуњалуков шафран е нешто скапоцено, од кој исто така излеви еден од скапоцени мириси. Тревата во џеннет е шафран, а неговите ридови се од миск, како што го спомнавме претходно. На џеннетлиите им служат вечно млади послуги, млади слуги со плодови. Тие ќе јадат од нив, а потоа повторно ќе им донесат исти или слични такви, тога жителите на џеннетот ќе речат: ова истото што го донесовте пред малку. Но тие млади слуги ќе им речат: јадете, бојата е иста или името е исто, но вкусот е различен. Бојата е иста, името е исто, но секоја реда вкусот е различен и е подобар од претходното. Ове е значењето на зборовите «У'ту бихи мутешабиха» и ќе им бидат давани плодови што личат еден на друг, или како велит Ебул Алија рахимахуллах, значи слични по боја и изглед, но не се слични по вкус. Од ова дуња, свиве имиња што изноеме, што се спомнати во џеннет, се слични само по имиња, бреча. Но во суштина и во вкус нема да бидат исти. Како што е пренесено дека во џеннетот имат палми и на дуњалукот имат палми. Во џеннет имат грозје и други видови на овошје и во дуњалукот имат грозје, но тие се разликуваат еден од друг. Знаеме дека палмите на овој џеннет, на ова дуња се од дорво, но во џеннетот се од други материјали. Како што е пренесено, имат палми кои ќе бидат од злато, кои ќе бидат од сребро. Исто се викаат, но суштината му е сосем различна. Затоа Ибн Аббас велит: не постои нешто на дуњалуков од оне што е на ахирет освен по имиња. Освен по што? Освен по имиња. Само по имиња ќе се слични, а убавината и суштината е знаат само Аллах Азза ва Џел. Потоа, трета благодет и трета радост со која Аллах Азза ва Џел ни израдва во овој курански ает: وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Во градините и во тие џеннети само чисти жени ќе имаат. Велит Ибн Еби Талха, пренесувајќи од Ибн Аббас ради Аллаху анхума, вели: чисти од секоја нечистотија и валканост. Чисти од секоја нечистотија и валканост. Велит Муџахид рахимахуллах: тие ќе биде чисти од менструација, чисти од измет, чисти од урина, плунка и плюкавица, од сперма и породување. Ќе биде чисти од све како вид на нечистотија која и погожда жениве на ова дуња. И велит Катада рахимахуллах: очистени од нечистотија и грев.
очистени од било каква нечистотија и греф. И на крај велит Аллах Азза ва Джел, последната радост во овој курански ајет, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. И во нив, во тие дженнетски градини, вечно ќе престојуваат, и ова е врвот на што? Врвот на среќата. Зашто тие покрај целиот овој благодет, целото овој уживање, се наоѓаат на безбедно место, заштитени од смрт и заштитени од прекин на тој благодет. Че немат крај, немат завршеток, туку вечна, бесконечна и непрекината наслада и уживање. Затоа велат некои од претходните генерации: оваа смрт на ова дуња, смртта на ова дуња им го загрозува и им го расипува уживањето на оние што уживаат на ова дуња. Па затоа велит, барајте уживање во кое немат смрт. Колку и да се богати на ова дуња, колку и да ужива на ова дуња, смртта му го расипи нивното уживање. Па затоа и овие уживања во дженнет не би биле прави уживања доколку би имало смрт. И затоа крајот на овој курански ајет, покрај сите овие уживања, Аллах Азза ва Джелле велит во дженнетот ќе остане вечно, што значи немат смрт. Никош нема да имат смрт. Нити сон нема да имат спиење во дженнет, зашто нема да имаат потреба за сон. А како што е речено, сонот е братот на смртта. Нема да имат болест во дженнет. Никаква болест нема да го погоди на инсанот во дженнет. Нема тага, нема грижа, ниту старост, ниту изнемоштеност. Комплетно совршеност во дженнетот на милостивиот Аллах Азза ва Джел. Постојано здравје, вечна младост и непрекината радост. Овие курански ајет, брече, имат многу користи и многу поуки. Еден од тие поуки од овие курански ајет е дозволеноста на носење на радосна вест на луѓето, да изради за некоја радосна вест. Како што Аллах Азза ва Джелле на друго место велит: "Обешарнаху би Исхака набија мина салихин", и го известивме на Ибрахим со радосна вест. Значи го израдвавме на Ибрахим алейхиссалам за Исхак, кој ќе биде пејгамбер од добрите. Исто така од користите е теа дека дженнетот му е ветен само на оние кои ќе спојат две работи. А теа е иман заедно со што? Заедно со дело. Иман заедно со дела. Овие се тие на кога Аллах Азза ва Джелле му обечви дженнет. Од користите исто така е теа што немат еден дженнет, туку имат дженнети. И затоа дојдено во множина дженнети. Велит алейхи салату вассалам: "Дженнетани мин фиддатин анијетухума ва ма фихима, ва дженнетани мин захабин анијетухума ва ма фихима." Ке има два дженнета, тие два од сребро со нивните садови и се што е во нив, и два дженнети од злато со нивните садови и се што е во нив. Значи не е само еден дженнет, туку се дженнети. Исто така од поуките од овој хадис, од овој курански ајет, е потврда за сопругите и жените во ахиретот или во дженнетот, и теа како дел од совршениот дженнетски благодат. Во дженнет ќе има брачни односи, но без никаква нечистотија или непријатност каква што има на ова дуња. И заради теа во дженнетот нема да имат семе, нема да имат сперма, ниту смрт. Во дуњалуков знаеме дека спермата е создадена со цел да се продолжи поколениево, но во ахирет не постои таква потреба, затоа што нема да имат смрт. Нема да имат смрт, туку ќе имат вечност и за секогаш. Никој нема да умират и затоа немат потреба од менвење на потомство. Од совршенството и благодетот на дженнетот е, бречове, трајно уживање. И затоа го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел
да ни олесни сите оние дела кои носат до негово задоволство, со кое заслужуваме негов дженнет. И го моля на Аллах Азза ва Джел да ни заштити од свекое дело кое ни носи и кое е причина за негова лутина и влез во джахеннем, валијаду биллах. И го моля на Аллах Азза ва Джел да ни соедини до дженнетул фирдаус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.